Добро утро. Добро утро, не знам дали се слушаме. Се слушаме, одлично. Се слушаме? Да. Супер, баш ми е драго. Ивана, ти благодарам за најавата, се си кажа ти, јас само да потврдам, така е. Добро утро на публиката на Утринска. Да, често пати се среќаваме нели за музички теми, меѓутоа ова е нешто што е голем дел од мене, авиацијата. И како председателка на Сдружение Авикон морам да кажам дека особено сум горда на ова наше дете Скопје Ерфтер, затоа што е општествена одговорност за нас, кои што сме веќе професионалци со години. Јас конкретно сум од 2001 регретирана, значи веќе 24 години во авиација. И ова е наш придонес за идните генерации. Еден саем се случува по пети пат, како што кажа, кои што доаѓаат професионалци од сите жанрови, сите професии што ги имаме кај нас, и денот го посветуваат за младите. Затоа ги поканувам да го искористат овој саем и да ги задржат своите опции отворени, иако можеби никогаш не помислиле да се занимаваат со воздухопловство, едноставно да им дадат шанса на сите тие воздухопловни ентитети и професионалци кои што ќе дојдат не само од нашата земја, туку и од странство. Па така Визер, например, пилотска кадет програма и Aviation Academy доаѓаат со свој штанд за регрутација. Тие се многу интересни за нас. Не само што сме ние Визер Порт, туку нудат програми кои што може да регрутираат млади од нула, значи без никакво почетно претходно искуство пилотско. Тоа е значи едно од поголемите придонеси. Потоа имаме хеликоптерска школа од Италија, Сибери Флај, нашите пријатели од Белград, Воздухопловна академија Белград, представник од ЈАЦ техника. Значи се трудевме да поканиме центри кои што нудат едукација која што не е во моментот достапна како формално образование во Македонија, а нашите секако огромна поддршка имаме од Агенција за цивилно воздухопловство, во системот на контрола на летање преку своите здруженија. Имаме тука значи цела платера на професии, не е само контролор на летање нели во МНАВ, туку имаме и воздухопловни медпрогностичари, потоа инженери на АТМ системи, техничари, многу професии за кои што нели можеби луѓето не помислуваат. Потоа аеродромите, ТАФ аеродроми доаѓаат со својата цела палета на професии. Имаме Дронбас за како сертифициран тренинг центар, сите аероклубови од Македонија. Сакавме федерацијата со своите нели алтернативни воздухопловни спортови, некои ако изоставам да не ми се налутат. Меѓутоа сакавме да направиме нели еден традиционален веќе по пети пат фестивал за авиација, така што луѓето ќе можат директно да си ги прашаат оној амерички систем. Здраво, јас сум Наташа, контролор на летање, слободно прашате ме прашања. Младите директно да ги прашаат, имаме подготвени работилници, програми, така занимливости да биде убав ден. И се надевам дека нашите средношколци и студенти максимално ќе искористат оваа прилика за некому да се промени судбината во правецот кон воздухопловство и да станат наши колеги. Да, добро спомена и во самата најава нели стои дека ова е доста интересно за сите оние кои што се љубопитни и сакаат оваа тема, а можеби и си сакаат кариера, и за сите оние кои се млади и се гледаат можеби во таква кариера, колку оваа манифестација е, да кажеме, важна во смисла на конкретни можности, запишување, стипендии или пак може програми за обука кои што се презентираат, и верувам дека можеме да направиме мала ретроспектива од самиот старт пред 5 години до сега, колку тоа е нели реализирано во пракса, и вие како организатори колку сте задоволни со самата цел која што веќе ја знаеме, а да тоа нели биде успешно? Јас сме многу задоволни, искрена да бидам, затоа што познаваме најмалку 10 млади луѓе на кои што животот им се променил од сам почеток 2021 до сега, кои што или се запишале во некое средно специализирано училиште, или биле регрутирани успешно во Визер програмата, или станале авиоинженер во компанија кај нас, или се работиле како
медпрогностичари или станале контролори на летање, затоа што ние всушност не можеме да им дадеме повеќе од тоа што они сами го носат во себе. Меѓутоа може да им помогнеме, да им го дадеме парче од информација како да дојдат до реализација на својот сон, затоа што, повторно ќе кажам, нема, кај нас е доста се уште абстрактно воздухопловството за младите и немаме баш истабано точна траекторија, доколку некој сака нели да стане од млад нешто во воздухопловството, не е баш прецизирано да оди од тоа училиште па на тој факултет или така натака. Значи воздухопловните професии се поспецифични, имаат тренинг дел по дел, модуларен, дури во контролата на летање, дел по дел, дозвола по дозвола, така да ние тоа се трудиме да им го донесеме поблиску, да ги окуражиме и да им ги дадеме опциите без разлика дали се тие во странство или во нашата земја. Стипендирање, се уште немаме започнато програма со стипендирање ние лично како Авикон здружение, меѓутоа имаме поволности, имаме информативни програми како да дојдат до тие стипендии, така да се надеваме дека тоа е нешто што и понатака ќе можеме да ги окуражиме. Имаме job shadowing програма каде што ги носиме на работно место млади, заинтересирани и така натака. Значи, ние сме повеќе во decision making процесот вклучени, а понатака се надеваме дека ќе развиеме нели, можеби со некои од министерствата соработка како за специфични професии, програми кои што се дефицитарни во Македонија, да ги стипендираме идните воздухопловци. Да, она кое што го гледаме во моментот се фотографии и видео од минатите години и тоа што може да се забележи е дека навистина имало и голема посетеност и доста млади кои што апсолутно се забележува таа љубопитност, а кога сме љубопитни за одредена тема, особено ако сакаме да продолжиме во таа насока, ќе имаме и безброј прашања. Па мене лично ме интересира за тоа како тебе лично, односно кој е твојот личен впечаток од оние кои што те прашуваат за твојата професија како контролор на летање, бидејќи тоа е една навистина одговорна професија. Интересно е кога човек од страна веројатно знае што значи, но во пракса како изгледа тоа секојдневие или работно време. И верувам дека имаше доста интересни прашања упатени кон тебе и твоите колеги, нели, контролори на летање. Прашање има да, секогаш, и јас во очите на младите сум веќе тетка. Меѓутоа се трудиме секогаш да ги повикаме најмладите последната класа кои што биле регрутирани и токму тие да им се представат и да им раскажат на нивните идни колеги на саемот. Меѓутоа, потоа за тие што се најзаинтересирани организираме нели посета на контролна кула или да поминат ден да видат од внатре системот како изгледа, што значи да си контролор на летање. Интересно е што јас да кажам после толку години, значи 2,5 децени, ентузијазмот и адреналинот кој што ги чувствувам се уште не ме напуштиле поврзани со мојата работа. И тоа е нешто што само можам да му посакам на секој еден да му се случи, без разлика која професија ќе биде. Значи, одењето на работа да биде со радост, да биде со ентузијазам, да биде со нетрпение и радост, нели, да биде секој ден посебен, а тоа е кога ќе се спои личноста, карактерот и професијата во еден успешен пакет. Ние што им објаснуваме дека регрутацијата за контролор на летање се прави преку тестирање, кое што тестирање многу мал процент на популацијата го поминуваат и дека може човек да сакал да биде доктор или фризер или музичар или било што, да никогаш не ни помислил на професија контролор на летање, меѓутоа природно да ги носи тие вештини кои што се потребни за нашата професија. И наша само задача е да ги стимулираме да се пријават на тоа тестирање. Значи, ако некој можеби е на сред студии на економски факултет, не знаеме дали сите тие спојки на просторна ориентација, decision making, брзо размислување, значи вештини кои што ги бара авиацијата, конкретно нашава професија контрола на летање, дали некој ги носи во себе. Затоа е наша задача како здружение да ги стимулираме младите што повеќе да се пријават, затоа што
кај нас има еден тренд, нели? Во мое време, кога се студираше, сите сака да бидат економисти, или сите сака да бидат правници, сите сака да бидат програмери. Меѓутоа, не значи дека тоа е среќата за секој индивидуално. Ние треба да им помогнеме на тие млади кои што би сакале да бидат дел од македонската авиација, да го најдат својот пат кон професионално остварување. Да, и уште еден доказ е за тоа и она кое што вклучно можеме да го видиме и слушнеме и за познати или успешни македонски пилоти кои што и живеат или функционираат надвор од нашата земја, но сепак страствени љубители на својата професија кога зборуваме нели за авиацијата и кога зборуваме за сите овие теми или под теми поврзани со сето она кое што ќе го има всушност и на саемот. Пред да се одјавиме, мене само ме интересира, се работи за голема организација, се одржува континуитет од 5 години, имате одличен јубилеј оваа година, но колку всушност труд и работа треба за една ваква организација за да се организираат и сите тие гости кои што ќе бидат дел од програмата, при тоа да се најде соодветен простор како што е градскиот парк и да тоа изгледа како што треба на самиот крај и да биде успешно. Како организатори, што е она кое што можеби е најкомплексно во ваква организација и за ми се чини единствен настан од ваков тип кај нас? Ако кажам дека е тешко или лесно, мислам нема никој ни да ми верува, ни вака да кажам, ни така да кажам, искрена да бидам. Секако дека треба напори, вложување, координација, организација. Меѓутоа, што е неверојатно? Неверојатно е тоа што сите воздухопловни entiteti во Македонија, значи зборувам полиција која што ќе слета со Бел 412, војна академија која што ќе дојде со своји представници, дирекција за заштита и спасување, значи ДЗС за прв пат ќе дојдат со своите пилоти да ја представат, пошто они ги летаат канадерите кои што нели трактори кои што гасат пожар и се круцијален дел од македонското воздухопловство. Значи сите entiteti, авиошколи, да не се повторувам, значи, мислам дека светот на авиацијата функционира на една многу поинаква фреквенција и сите имаме разбирање и доволно е само да се пушти известувањето, доволно е само мейл да се прати и сите веќе знаат и даваат поддршка, значи тоа е дел од нивното слободно време. Пак ќе кажам, сите воздухопловци заедно, Авикон е само формално организатор, меѓутоа без сите нив да ги пополнат штандовите со своја содржина, не би имал успех овој настан. Значи сите тие професионалци кои што утре ќе бидат во паркот, даваат дел од своето лично време само со цел да им се помогне на нашите млади идни колеги. Останува да ги поканиме заедно утре, како што споменавме, во 11 часот во градскиот парк на новото 5-то издание на Скопје Авиосаем, за кој што слушнавме што се ќе има и како и на кој начин ќе може да уживаат сите посетители, студентите, средношколците, но и сите оние кои што ќе бидат љубопитни да дојдат, да видат, да поразговараат и се разбира да се фасцинираат на дел од темите кои што се на овогодишната програма на Скопје Авиосаем. Мејата ти благодарам што денеска одвои од твоето утро или утрински обврски, па и утрински ритуали, да бидеш заедно со нас на овој начин утринска на Телма, за да може да ги информираме нашите гледачи за утрешниот настан. И благодарам, Ивана, и поздрав до сите.